Денес се празнува 23 октомври, денот на револуционерната борба. И како за сите позначајни државни празници, во Тетово се одбележува со положување на цвеќе пред споменикот на револуцијата. Почит на сите херои кои ги положиле животите пред олтарот на слободата за Македонија им оддадоа делегациите на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово, од Општинската организација на новата социјалдемократска партија и од Тетовската боречка организација. На денешен датум 1893 година во куќата на Иван Хаджи Николов во Солун бил формиран Македонскиот револуционерен комитет, датумот кој почнува континуитетот на организирањето на македонците за преку Илинден и нов да резултира со создавање на самостојна држава. Токму во денешното празнување, хроничарот Бранимир Светозаревиќ го гледа континуитетот во оддавањето на почит на сите херои кои ни столетието гинеле за идеалот слободна Македонија. Овој ден представува ден на кој треба да се подсетиме на сите генерации борци кои ги дале своите животи, кои ги вложиле за слободата на денешната Република Македонија. Имено, кога зборуваме за овој ден, само се навраќаме на она што нашите славни партизани го направија, а тоа е кога ја покренаја револуцијата која ни ја донесе слободата. Тие се повикаа на своите татковци и дедовци, ги крстија своите одреди со имињата на Јане Сандански, Димитар Влахов, Гоце Делчев, дадоја и така натаму, потоа дадоја дури и прекари на своите имиња, например Кузман Јосифовски Питу. Не ги заборавија преживеаните илинденци да ги повикаат на првото заседание на АСНОМ, таму присуствува Павел Шатев, Димитар Влахов, Панко Брашнаров. Тие ги ставија овие своји идоли во химната и АСНОМ го прогласија на 2 август. Значи, сакаа да кажат дека ние не сме дрво без корен, дека ние имаме континуитет во нашата борба и тоа е навистина така. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН со осврт на значењето на денешниот празник ќе го прослави доцна попладнево во музичкото училиште Тодор Скаловски Тетоец. Новиот празник од страна на владеачката коалиција за државен беше прогласен на почетокот на годинава.